Точно ке ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Општина Аеродром ја започна постапката за обештетување на граѓаните кои претрпеа материјална штета во силното невреме што го зафати Скопје. По координативниот состанок во град Скопје, општината формираше комисија за утврдување на фактичката состојба и започна со прием на барања од оштетените граѓани. Од општината информираа дека постапката ќе се спроведува во координација со владата и град Скопје. Целта е навремено да се утврдат штетите и да се овозможи нивно законско обештетување. Образецот за пријавување штета е достапен во просториите на општина Аеродром, како и на официјалната интернет страница на општината. Пополнетите барања заедно со потребната документација треба да се достават во архивата на општина Аеродром секој работен ден од 8 до 15 часот, најдоцна во рок од 30 дена од денот на настанувањето на штетата. Кон барањето задолжително треба да се приложат фотокопија од лична карта или патна исправа, имотен лист како доказ за сопственост, фотографија од настанатата штета, како и записник од Министерството за внатрешни работи за причинетата штета. Од општина Аеродром ги повикуваат сите граѓани кои претрпеле материјална штета навремено да ги поднесат барањата со цел постапката за утврдување и исплата на обештетувањето да се реализира што побрзо и поефикасно. Сите поднесени пријави ќе бидат разгледани согласно важечките законски процедури. Општина Бутел распиша јавен повик за доделување финансиска поддршка на спортските клубови, за што од општинскиот буџет се обезбедени вкупно 4 милиони денари. Средствата се наменети за финансирање на програмските активности на спортските организации кои работат на територијата на општината. Право на учество имаат сите спортски клубови што ги исполнуваат условите и критериумите утврдени во јавниот повик. Од општина Бутел информираат дека целта е да се обезбеди континуирана поддршка за нивното функционирање и понатамошен развој. Од локалната самоуправа посочуваат дека и оваа година продолжуваат со политиките за унапредување на спортот и создавање подобри услови за работа на спортските клубови, како и за поттикнување на младите активно да се занимаваат со спорт. Воедно од општина Бутел нагласуваат дека покрај финансиската поддршка, континуирано инвестираат и во спортската инфраструктура, оценувајќи дека развојот на спортот и спортските активности останува еден од нивните приоритети. Општина Карпош донираше 1 тон вода за пиење за жителите на Гостивар кои се соочуваат со проблеми во водоснабдувањето поради неисправност на водата од градската водоводна мрежа. Градоначалникот на општина Карпош Сотир Лукровски информираше дека донацијата е обезбедена од општинската администрација и раководството на општината. Во текот на утрешниот ден ќе биде доставена до општинскиот пункт за дистрибуција на вода во Гостивар. Лукровски посочи дека е во постојана комуникација со градоначалникот на Гостивар Валбон Лимани со кого ги следат состојбите на терен и потребите на граѓаните. Тој додаде дека се разгледуваат и можности за обезбедување дополнителна помош доколку ситуацијата тоа го наложи. Од општина Карпош велат дека со донацијата сакаат да изразат солидарност и поддршка кон жителите на Гостивар, нагласувајќи дека во кризни ситуации заедништвото и меѓусебната помош се од особено значење. Локалната самоуправа порачува дека останува подготвена да се вклучи со дополнителна логистичка и хуманитарна помош, доколку надлежните институции проценат дека тоа е потребно. Општина Газибаба продолжува со поставување на успорувачи на сообраќајот, како и хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација во повеќе населени места на својата територија. Активностите се реализираат во Инџиково, Ченто, Виниче, Хиподром, како и на други локации низ општината. Градоначалникот Бобан Стевковски информираше дека целта на овие мерки е да се зголеми безбедноста во сообраќајот, да се намали ризикот од сообраќајни незгоди и да се обезбедат побезбедни услови за движење на пешаците, учесниците и сите останати во сообраќајот. Според Стевковски, поставувањето на нови сообраќајни знаци, успорувачи на сообраќајот и обележување на пешачките премини представува важен чекор кон создавање на побезбедна сообраќајна инфраструктура во општината. Од општина Газибаба најавуваат дека ваквите активности ќе продолжат и во наредниот период, како дел од континуираните напори за подобрување на безбедноста на локалната патна мрежа и заштита на граѓаните.
Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски свика седница на штабот за заштита и спасување на која беа донесени и повеќе мерки за справување со последиците од силното невреме што ја зафати општината. На состанокот присуствуваа раководители на општинските сектори, представници на Министерството за внатрешни работи, јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и други надлежни институции. Меѓу донесените мерки е формирање комисија за проценка на штетите, како и задолжение до куќните совети да извршат проверка на фасадите и покривите на стамбените објекти со цел навремено да се утврдат евентуалните безбедносни ризици. Општината упати повик до општествено одговорните компании да се вклучат со своја механизација во расчистувањето на паднатите покривни конструкции и други оштетувања. Во акцијата за расчистување се вклучени и хигиеничарите на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, кои ќе работат во повеќе смени за да обезбедат постојано присуство на терен и побрзо отстранување на паднатите дрвја, гранки и друг отпад. Градоначалникот Герасимовски истакна дека безбедноста на граѓаните е највисок приоритет. Повика на координација меѓу институциите, куќните совети и жителите. Тој информираше дека покрај теренските служби во расчистувањето е вклучена и општинската администрација. Дежурни екипи ќе останат подготвени да интервенираат доколку повторно има невреме. Во текот на изминатите часови расчистени се повеќе критични локации низ Центар. Со тешка механизација се отстранети лимени покривни конструкции во Буњаковец на улицата Благоја Давков спроти трговскиот центар Рамстори кај агромеханика, додека паралелно продолжува расчистувањето на паднатите дрвја, гранки и шут од улиците. Од општина Центар апелираат до граѓаните да бидат внимателни, да ги следат препораките на надлежните служби и да придонесат во заедничките напори за што побрзо надминување на последиците од невремето. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расцуте сни.